16 часот и 30 минути во својот редовен термин стартуваме со уште едно ново издание на Диетално максимално и добре дојдени сте сите вие кои што сте токму во овој момент на програмата на Канал 5 телевизија. Јас сум вашиот домаќин Анкица Становска-Митровска, имаме едно одлично друштво и наш денешен гостин во ова несекојдневно издание на Диетално максимално е Спасен Силјановски. Дојдам вечер, јас ме сладова, ке ти легнам, ти појасна порница, ке ти дојдам вечер, пенџер отвори, љубов што ги носам, ке ме изгори. Ке ви дојдам дама кога ќе ославите. До тогаш не ви доаѓам, да знаете. За тебе не важи. Тебе ќе ти дојдам На вежбање. Добре ни дојде прво во Диетално Благодарам на максимално. поканата, мило ми што сум тука и со ова прекрасно каризматично друштво. И на нас ни е уште подобро, затоа што кога го правевме планот за емисијата и имаме една наша заедничка група, сега ти кажам како потекне идејата нели за да ни бидеш гостен и им пишувам девојки, имате ли некоја желба кој како би сакал да биде гостен во емисијата? Се јави прва Бети. Која е Бети да видим? Ете Бети. Да пукне. Бети пише: сакам да дојда Спасен Силјановски и да ми ја пее песната "Ке ти дојдам на овце". Зумбул цвеќе ке ми бидеш, ке ми красиш дворови, јас на други не те давам, ке те љубам до зори, ке ти дојдам Вечер, јас ме сладова, ке ти легнам, ти појасна перница, ке ти дојдам вечер, пенџер отвори, љубов што ги носам, ке не изгори. Браво, добро е. Супер. Нели? Е винтер после емисија, кога ќе завршиме. Да, и кажа дека песната супер ќе легнало со една чаша винце. Може, јас пиво пијам, ама ајде пие вино, јас пиво. Може? Завршиме. Па ќе завршиш шоуто, може? Добро. На последната емисија ќе те викнеме да ни бидеш спешал гест, онака, па со тебе тогаш Thank ќе you. се надевам Клаудија ќе дозволи по една чаша. Да тогаш и тамам. Одлично. Ќе се свири, ми ќе си пеем и ќе си пие. Тогаш ќе треба да откажеш некоја Секој откажам за вакво друштво. Така. слушнавте што кажа? Браво. Имено со догади. Како си и кажи ми се е период каде што нели се матури, прослави и така натаму, всушност кај тебе нема период на настани, туку кај тебе е континуирано со Па може така да се каже. Изморен сум. Знаете, физички можам да издржам, не ми е тоа проблем. Истрошен сум некако психички, можеби на моменти, затоа што често знам, не често, поточно секогаш давам енергија на моите настапи, а многу малку ја примам и ми треба понекогаш одреден период за полнење на батериите, но ќе издржам. како ги полниш претежно батериите? Што правиш за да имаш ли некоја посебна дестинација каде што одиш да се одмориш? Некоја место кое Си што одам во посебно те моето- релаксира? си одам во- Сите ние си имаме некои своји начини каде што примам убава енергија. Најповеќе батериите ги полнам кога сум со моите деца, со гушкање, со преградка, со љубов. Дефинитивно тоа се исполнувам. Си одам во моето село родното Пополжани и често го посетувам исто така манастирот Света Пречиста Богородица во Кичево, кое што е веднаш тука на моето село и таму ги полнам батериите. Тие три моменти ми се едни од најубавите за полнење батерии. Значи, Колку често знаеш преградки да со моите- запалиш кола, да со- отидеш до твоето родно место? Секој слободен момент го користам за да отидам. Таму сум пораснат, таму ми е љубовта, душата, каменот се тежи каде што му е местото. Во животот никогаш не можеме ние како што сакаме да го движиме, поточно судбината нас некогаш не движи, мора да се селиме од место на место поради работата, нели денес живееме во такво општество каде што сме на некој начин приморани да бидеме и таму каде што можеби
и не сакаме понекогаш, но имаме приоритети во животот, тоа е фамилијата, семејството, работата, екзистенција, нели тие се процеси од кои што не можеме да побегнеме, но секогаш, секое слободно време си го користам да се вратам таму каде што ми е духот, таму каде што ми се корените, таму каде што сум пораснат, таму каде што се чувствувам најубаво. Кога го прашале еден индиски филозоф, вика каде е центарот на светот? Тој вика тука е под моите нозе. Центарот на светот е секогаш таму каде што сте вие, односно таму каде што се чувствувате најубаво. За мене центарот на светот е Кичево и моето Пополжане. Така е. Навистина убаво кажано. Благодарам. Нели? Позадима да. Некако потврдно убаво кажа до сега. Благодарам. Дали некој од твоите деца има наследено музикалноста на тато? И двете деца ја има наследено. И керка ми, и син ми, керка ми има 11 години, Мила, еве ќе ги поздравам, а машкото има 13 години, Арсени. Мила свири пијано, Арсени и пее и оди на часови по хармоника. Одлично. И тоа по нивна желба, јас никогаш не сакам да им наметнам нешто со сила. Напротив, ги оставам она се да си тече природно, бидејќи кога ќе го почувствувате тој вистински жар во вас, таа искра, таа е она што ќе ве направи во иднина успешен, затоа што доколку се одредите за одредена професија или некое хоби, можеби кое што ви е наметнато со сила, верувам дека не можете да успеете, туку треба да ги средите вашите чувства и вашето срце. Ако децата се талентите на тато, тогаш можам да кажам супругата е антиталент комплетно музички, или? Знаете, се запеете по дома, се онака намерно... Знаеме да запееме, но не е слухиста, некој да кажеме искрено, сака да слуша убава македонска музика, но не е толку голем обожавател и познавач на музиката како мене, таа е правник, нешто спротивно, и тоа знаете што ми е најголем проблем? Нешто е правник, туку е кривичар, магистер по кривично право, тема семејно насилство. И се замислете, не можам да повишам глас. Ама јас морам да ја слушам, ама не ја слушам, јас мијам и чини, ама со топла вода. Морам, знаете како. Кога ќе треба да кренеш глас, ти тоа со песна го правиш, така што? Сите закони ги познаат, така јас сум сега стаен во тесно, така морам да ја слушам. Да. Переш, пеглаш, чистиш по дома, се правиш, се што треба. Не смем да кажам, не веднаш ми вади некој закон, некој си таму член, тој став, тој, ќе те тужам, ќе те ова, ќе те она и што да правам се. Така. Да се кажи ми, дали вежбаш? Што се однесува за вежбање, морам да ви кажам сега. Внимавај што ќе кажеш, позади имаме што ќе кажам. 2007 година бев второ место во Македонија на натпревар. Што? Во Не да слушам. Второ место во Македонија, фитнес бодибилдинг, 2007 година со инструктор Владо Личовски од Кичево, кој што беше првак во Македонија, оние што вежбаат добро го знаат. Во тој период работев и во армија како професионален војник и апсолутно бев фокусиран на вежбање, дефинитивно, ни кафе, ни алкохол, ни цигари, строго здрав живот. Сега, за жал, не сега е тотална спротивност од тоа што претходно си го водел животот. Така, бидејќи времето ми е ограничено, не можам да си дозволам толку слободен простор. Знаете, нашиот живот е малку музичкиот живот. Сите оние кои што се занимаваат со тој шоу бизнес добро го познаат. Кај нас имаме нарушен биоритам, не се знае точно кога легнуваш, кога стануваш, кога јадеш, а за да се вежба треба навистина една огромна дисциплина. За жал ние и да сакаме не можеме да ја имаме таа дисциплина поради ограничувањата кои што ги имаме поради професијата. А уште еднаш ќе кажам, сум бил второ место на ниво на Македонија. Па нели се гледа малку по мене, да? Сега малку. Обично, кога знаеш да легнеш навечер? И дали имаш некој термин кога наутро онака се будиш, стануваш, со што се будиш? Па јас се будам многу рано. Еве 2 сат после палне, да бидам искрен, како што кажав и претходно, мојот биоритам, биолошки биоритам е веќе нарушен, ние музичарите легнуваме многу доцна. Може би е чудно за другите, но во 4-5 сат наутро, дури поради нели свирките, дури кога сме слободни, кога немаме свирка, поради таа навика и да сум дома, јас колку и да сакам да легнам порано, да легнам во 10-11 сатот, не можам да заспиам до 3-4 сат. Посебно не Боже, ако имаш температура, па да легнеш порано, ако во другите. Не можам да се случило ли така и болен настина да пееш, да
Тоа е еден од проблемите кои што го имаме ние музичарите. Од некои често не критикуваат нас, знаете како вие лесно, одите насмејан, пеење, шетање. Супер ти е тива професијата, кидаш ке си отпееш, ке се развеселиш. Јас немам право на полетување, немам право на годишен одмор, значи работи кои што на некој начин ни недостасуваат. Имало случај, не знам дали сум го кажал до сега тој во една емисија, пеам на една свадба, мислам дека беше сабота 30 јуни. И имам уште една 31 јуни. Доаѓам од свадба во 3 сат, 4 сат се враќам дома, во Кичево тогаш живеев и не можам да заспиам. Никако. Што да правам? Возам исто така, хоби ми е крос мотори по планини, викам ајде ќе излезам во планина и ќе се повозам 2-3 сати, ќе се истрошам, ќе се вратам кај 10 сат, нели, наутро, и ќе преспиам 3-4 до 5 сат, па во 6 можам да одам на свадба. Одам, паѓам и го кршам рамот. Замислете. А вечерта имам свадба. И што да правам? Одам на болница, нели ме носат, ми става тоа лонгета, гипс, така? да. И вика, окей, таа соба е за тебе, тој кревет 2 недели, викам, молам? Какви 2 недели, викам, јас вечер морам да пеам на свадба. Како ќе пееш, викам, дајте ми само за болка некоја си инекција, јас морам да пеам на свадба, затоа што И пееш. И пеев, напуштив. Да, и тоа е покрај тоа што љубов, тоа е должност, знаете, не можете да му откажете на некој свадба кој што ваја чека. А те договори година дена однапред, да речеме и да. Година дена. Значи сум пеел и со скршена рака и сум пеел со температура, а сум имал случај, еднаш бас точно се сеќавам, во Охрид исто така пеев, за време на вечера, јас заминав до болница да примам инфузија и да се вратам да ја завршам свадбата. Никој не знаеше за тоа од гостите освен мојот бенд, но и тоа се случува, така да гледам да бидам секогаш професионален до крај, по цена и на своите недостатоци физички во одредени моменти, дали болест, дали скршеници и така натаму. Повторно ќе кажам, можеби ако е кафана може да се одложи и да се направи нареден викенд, но ова е свадба која што луѓето ја со нетрпение ја чекуваат и се случува во најголем дел еднаш во животот, така да не можам да ги оставам на цедило по цена на мојата болка, така Така да. си е. Исправно од твоја страна. Да. Зашто ќе ни пееш? Што сакате? Извини, како им Анкица, така? Ајде да пробаме на песна, сега ми текне за Анкица. Тоа дека разговаравме. Нема таква песна, мајде. Ќе најдам. Нема. Знаеш дека некоја смислувам песни на свадба? Сериозно? Да, веќе ми кажат, знаеш ли некоја песна за... Го знаете тоа со Кети? Сум ми го кажал? Не. Не? Доаѓа човек и вика, прво да ви кажам и после да има песната. Доаѓа и вика, Спасен, вика, песната твоја, вика, за Кети ќе ми ја пееш. Викам, јас немам песна за Кети. И имаш, вика, имаш таа обавата што е за Кети, викам, мора да ми испееш. Немам, викам, за Кети, викам, дај покажи ми која. Кети, дојдам. Анкице, мори, душице, ај што пусти късмет си немала. Сестра ти помлада се омажи, а ти поголема несвршена. Не жали, Анке, не плачи, не рони солзи крвави. Не жали, Анке, не плачи, не расипуј си го лицето. Браво! Иако реков дека нема песна за Анкица, да, точно. Ми текна дека и оваа песна знае понекогаш татко ми да ми отпее, и ви искрено. Да. Една од најубавите македонски песни, кои што ние за жал не ги пееме, за онаа проблематика за која што разговаравме пред да почнеме со емисијата, е токму таа, видите какви песни имаме убави ние. Ова е една песна која што е прекрасна, љубовна, емотивна, седомосменски ритам кој што е многу редок во светот, односно го има само кај нас, ама за жал, некако се ги дискриминираме на некој начин своите. Кои македонски песни вака сакаш ги уважаваш? И најчесто ги пееш? Да речеме,
некои песни кои што често ги имаш на твојот репертоар? Зборам за македонски. Не Знам можам дека да- ги бараат нели Не можам да се одредам. актуелните песни кои што се во моментот во Србија и така натаму. Кога сум на настан, Зборам за нашите мора да пеам македонски. она што е актуелно за Добре. македонските песни и она кое што го сака публиката. Кога сум јас, кога пеам само за себе си, имам посебен репертоар кој што ми создава некои емоции, без разлика дали се емоции на жалост или на или на радост. Песни кои што и не се толку пеени во јавноста, кои што сум ги наследил од татко ми, од дедо ми, од стриковците и така натаму. Има ли таква некоја песна Има која што многу посебно те такви. потсетува на Има и доста и патриотски песни кои што облак се вие, орлите пиштат, Балканот ја пее, грозната песна, дали врни грми, или се земја тресе, или се бори од корен корна. Татко ми ги пееше овие песни патриотски. Дали има уште кој да не знае докаде е нашата Македонија? Има ли уште кој да не знае докаде е нашата Македонија? А докаде е Пиринска, Вардарска, Егејска, многу делови има. Така е? Се согласувате? голема е, така е. Дали женски имате некое прашање? Знаеш каква песна има? Каква? Пошто тој термин го спомна женски. Ах, жени, жени, светски проблеми. Ба женски проблеми, светски проблеми, женски прашања. Само тежината ви е проблем. Јас. Не, а во љубовта имате проблеми? Немате во љубовта? Значи сите сте заљубени. Добре за Па кога си заљубен имаш проблеми, кога не си заљубен имаш проблеми. Посебно во музиката. Која песна ти е најомиljena инструкторка? Да, ќе ти дојдам. Не, дојдам ми. ти- На Господа можеш бил. Че, Бил, Којата е? си знае. бил, рано. Рани, Мајлеце. Ајде да си речиме една песна, многу гласовита. Една мајка, јуна драга, оној ми е бил, рано Браво. браво. Немате прашања? Јас имам прашање. Ајде. Врз основа на вашата моментална популарност, Колку политички го Многу- почна ова. Нима е ставот на одговорот. многу ме интересира Повелете? вашите настапувања не во Македонија, во диаспората, било каде во светот. Така? Каде точно сте настапувале и кои се вашите идни планови во иднина? Ова прашање го поставувам бидејќи мојот син живее во Чикаго и многу ги сака вашите песни. Прекрасно прашање. Во диаспората И уште едно прашање имам. Чекај се, прво нека го одговори прво. Ќе го заборавам после. Сум пеел буквално на секаде, каде што има македонска диаспора. Од Америка, Канада, Австралија, Европа, не знам, буквално каде што има македонци, секаде сум. Јапонија само не сум пеел, а морам да ти кажам дека во Чикаго пеев на 13 јануар за Василица Стара нова година ова година. Син ти не знам, може би бил на мојот настап, може би не. Може би. Немаш информација, Вики? Немам. Добра. Точно во Чикаго пеев за Стара нова година, 2026. Продолжи сега со другото прашање, па ќе го надополниме со новитетите. Да. Дали си пел песна, си ја отпевнува песна за Виолета? Како беше? Нема песна за некоја жена што не можеш да Па најдеш, така нели? и се изјасни Ама ќе преде. измислам јас. Виолета, Виолета, љубов најмила. Се што имам ќе ти дадам само за тебе. Браво! Веднаш ќе се снајдеме. Брза мајди за Еми. Треба за сите да измислиш. И за Еми?
Чекај да смислам, ама пошто ти си техноман, така љуби на дело. Еми, сладка моја, љубо моја, мала моја, љубо моја. Еми, што создава проблеми? Еми, што создава проблеми? Кажи ми како, јас да ослабнам, да те освојам, да те шармирам. Некоја друга дали има прашање да постави? Ива Марија има. Ајде. Марија, судбини не разделија, се што си ветив не било речено. Така ни било Марија ги има многу. од Бога пишано. Јас сакам да го прашам Спасен, доколку Чекај, еве ќе во дојде момент бива најмила, каков би бил вашиот репертоар, нели? Каква музика претежно пеете? Македонска. Ете тоа. Значи Македонска. македонско. Македонско, нема поубаво македонско. Секоја музика од сите народи, народности и нации ја почитувам, но јас сум македонец, мојата крв е македонска, мојот ген е македонски, тоа ми тече и природно е секој да се ја слуша музиката која што Само Јаничка ни е попотекло од Русија, па сигурно може би знаеш и бараме некоја. Очи чорнije, очи краснije, очи чорнije и прекраснije. Ајде пробај сега. Как люблю ја вас? Как люблю ја вас. Я очень хорошо говорю по-русски. Понимаем по-русски. Как тебя зовут? Яна. Меня зовут Спасен Слен. Я училась русский язык 8 год. Да, очень приятно. А я Спасибо. сочиняю стихи на русском. На русском языке. Как? Пишу стихотворение на русском. Да. Да. Гости чижик прилетел, чижик верливо пропел, здравствуй, Ваня. Изненадуваш. Браво. Значи универзалче, Очень Спасен хорошо. све знае. Спасибо. Ништо ја да се надоврзам на Марија, ама нешто конкретно за мене. Кога ќе правам свадба, дали ќе прифатиш да ми пееш на свадба? 50%. Чекай да. 50% е Дали ќе среда правиш, на работата. дали ќе правиш по прв пат свадба или по По втор прв пат? пат. По прв пат со нормална цена, затоа што по втор пат одиме гратис. Там не може за тебе тоа. Не, паламе на Господа, јас Симон. Прв пат одиме нормална цена, втор. Нема нормално, ајде прв да мислим. Има за диетално максимално. Ајде 50%. Ај со протекција малце ние со попуст, нели? Попуст имаш. Обично, Имено е се. да, обично ова 4000 евра не е цената, е за тебе 50% 2000 евра. Пази што си рекол. И прифати одма, гледаш? Знаеш што е шегата ова иронијата? Да си кружиме рака. Имав една колешка и сега кога ќе пееме на хуманитарен концерт и си иде нели хуманитарен е гратис, таа вика ќе дојдам вика јас на хуманитарен не е проблем, ќе пеам гратис, ама ќе дајте 2000 евра за бендот. За трошоци, Затоа јас за... така као цената ни е 4, ама ја 50%. Она со тренерот. Ако треба и пак да се поберат пари, битно. Хуманитарно за пејачот. Битно да ја омашиме. Слушај, еве јас ти ветувам пред камери јавно, пред сиот аудиториум кој што не гледа и не слуша, ќе ти пеам гратис. Значи се само Најдеме младоженецот. зетото го најдеме. Најдеме младоженецот. 50% работата е завршена. Месето е завршено, се уште зетото го најдеме, да знаеш. Ако сакаш толку сум, значи Сете се сега гратис, Спасен. Чекај, расположена толку сум изида. богат другар и зет ќе ти најдам. Има. Добро, што има да не ми замери, да се повлекувам. Само прашав да помогнам, сакам да се најдам јас. Знаете, патриотизам, знаете што е? Па тоа е да се мажа, да се жена луѓето, да се размножува, наталитетот да расте, така да мора ние да се грижиме и да спојуваме бракови. Апсолутно. И да направиме една емисија како овие што се комшиве наши стројник, да ја викам. Да ги мажиме. Да се наоѓаат, Да се наоѓаат, да. Може. Водителка тогаш. Јас ќе бидам со тебе заедно. Јас ќе ви Добро, спојувам, Боран. ќе ги носам. Може. Јас имам едно прашање, Ивана ќе да. биде таа која што ќе биде пуштена на терен. Ивана, Имам повели едно со прашање, прашањето, да. нормално Едно прашање малку поинтересно. Ајде. Бидејќи вие страдните уметници имате бурни животи, доста интересни ноќни животи.
Ме интересира во однос на тоа дека вие сте сепак фамилиарен човек, како си имате довербата со сопругата во однос на тоа дека сте многу посакувана од женската популација и дали функционира бракот по најдобар ред и покрај тоа што сте ноќите одсутено дома? Прво, добро прашање ти постави. Добро прашање. Прво ви благодарам на тоа ќе го сватам како комплимент дека сум посакуван. Јас не се чувствувам така, се чувствувам Како беше комплимент или компликација, добро? Компликација. После ќе ти кажам еден виц во врска со ова, само да го дадам говорот. Благодарам уште еднаш. Не знам дали сум посакуван сега, ајде нема врска. Жена ми иако е љубоморна, морам да признам. И тоа е нормално, затоа што ако не ве љуби, не може да биде љубоморна, но сепак има разбирање, затоа што јас сум човек кој што ги негува оние традиционални вредности, етички, морални, па и во однос на оние 10 Божи заповеди, така да има дефинитивно доверба во мене и до сега, фала му на Бога, функционираме многу. Безпрекорно. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Биотек поликлиника, врвен медицински тим, современа диагностика, брза и професионална услуга, доверба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Тука ќе ја завршиме емисијата. Шо? Не ја беа за толку, не да видиш. Да, ќе останеш, а? Не, уште. И Повежбаме сега. Ти повежбаме? штом ќе останеш тогаш? Да, имаш еден надпревар тогаш во куглање, си расположен? Никогаш немам кугла. И па Јас сум дете од село, таму, Значи, знаеш како има- е на село, коса за косење, вила, Да се мотика, има прв пат, така ќе ни останеш во Кај знам диетално јас да максимално. И тоа ќе имаш Ќе ме еден научите? партнер во куглање. Да? Ќе се надпреваруваш со една личност. Може. Може? Да, ма само под услов еден. Кој? Ако ме частите кафе додека дојде партнерот. Договорено. Бидејќи не И сум се изненадиш кој ќе биде од спротивната страна, да знаеш. Машко или женско? Машко е? Во Бугре толку жени. Чекај само малце. Види. Овдека ќе имаш, како ти кажам, Слушај. овдека ќе имаш подршка женска. Ти кажам се, јас сум окей. Ивана ќе биде дефинитивно твојата Треба да смисла знаеш. сум космополит и либерален, но не до таа смисла да се радувам на Машко. Мислам, не сум толку европски настроен. Не ќе бидеш против него. И се надпреварувате А, е, во така куглање. може. Така што ти ќе имаш подршка со женска екипа. Па никој што да Договорено? Кафе. Кафето ќе биде пред да почнеме Кафе. со куглање. Нели вие музичарите најмногу се радувате на кафе. Кафе и изворска вода, подобра комбинација. Тоа нема како да ти кажам. Да не се лажеме сега, ние се радуваме и на нешто друго. На музика. Кај некенче,
Да, убава песна. Ајде да завршиме емисијата со една песна, така? Може? Една песна. Да. Само јас да им кажам довидување. Имаме една Се гледаме утре во истото време. Имаме една песна која што мислам сега дека во мој момент да се пофалам е многу и попопуларна од ти дојдам, можеби не ја знаете. Бидејќи ви техно слушате, не слушате народно. Ке ја научам јас вас на памет. И плаче, и пее, може ли заедно? Тогаш на мама и било најтешко. Поздрав до сите, мајки. Ти благодарам уште еднаш за гостување. Благодарам и на вас, ми беше навистина задоволство.